Почитувани граѓани, дојдовме да изразиме поддршка на повредените од тешката сообраќајна несреќа која што се случи вчера. Сите служби државни се ставени во функција и од вчера и денеска постојано во грижа на повредените. Сакам да се заблагодарам на 8 септември, каде што сме болницата денеска тука и на клиничките центри, сите други јавни институции во Скопје, во Тетово, во Гостивар, но и на полицајците и на пожарникарите и на сите други јавни служби кои што беа да се најдат на луѓето по желбата за спасување на човечки животи и нивно итно помагање. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам од името на владата до солидарност и хуманоста на нашите сограѓани од селото кои што претрчаа во првиот момент и буквално покажаа човечност, големина, дека се уште има луѓе и навистина нивната помош, веројатно за голем дел од луѓето било и од пресудно значење. Тоа е сериозна, хумана порака до сите граѓани и искрено сме благодарни до овие наши сограѓани, пред се до младите момчиња кои што беа таму веднаш на несреќата и помагаа со се што можат. Сакам да ја споделам ова голема тага која што има целата јавност во Македонија, нашиот фокус е кон повредените, но и кон поддршка на семејствата на загинатите. Владата е подготвена да помогне во се што треба за повредените, секако и за семејствата на загинатите. Навистина огромна трагедија која што обви во тага целата наша земја. За деталите од несреќата, министерот Венко Филипче ќе даде дополнителни информации. Венко, повеќе. Благодарам најпрво сочувство до семејствата на загинатите. Понатаму огромна благодарност за локалното население кое што излезе и во пресред први пристапија кон укажување на помош на преживеаните. Понатаму морам да истакнам дека исклучително брзо и промптно реагираше службата за итна помош на ефикасен професионален начин, беа на лице место, дадоа прва помош. Мора да изразам благодарност и до приватните институции, Систина и Невромедика, кои што излегоа пресред со нивните амбулантски возила и ги транспортираа пациентите, најмногу овде во болницата 8 септември. 80% од персоналот беше на работа за многу краток временски интервал од 15 минути и се организираше системот на работа. Се прими огромен број на пациенти за многу кратко време, се направи триажа и се сместија во соодветните одели за лекување, како тука, така и во клиничкиот центар во Скопје. Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во оделот за интензивна нега и се во критична состојба и уште дополнителни тројца пациенти во клиничкиот центар кои што се во оделот за интензивна нега, во кој што утекот на ноќта се изврши хируршка интервенција и тие се утрово во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Сакам да изразам еден апел кон фамилиите на повредените да бидат безгрижни и да се сигурни дека во установата 8 септември ќе им бидат пружени максимално сите потребни интервенции и процедури што е во врска со здравствената состојба, за подобрување на здравствената состојба на повредените. Значи, ќе ги добијат правовремено сите информации на сите повредени, значи ќе има организирано точно искази, лица на контакт кои што ќе ги дават информациите во секој момент за сите повредени. Што се однесува до возачот, тој има телесни повреди и е пуштен на домашно лекување од вчерашниот момент, кога беше направено потребните инвестигации во стабилна состојба и е пуштен на домашно лекување. Понатаму веројатно со службите од МВР имат контакт со него. Дали вчера дојдоа во болницата надлежните јавен обвинител служби од МВР, дали разговараа со него? Дојдоа, значи, службите од МВР, пошто имавме 6 смртни случаеви. Имавме малце потешкоти во идентификацијата на смртните случаеви. Меѓутоа, после
после тоа значи беа они повлечени од болницава со служби од МВР, обвинител и подетални значи информации за таа работа може да ви дадат службите на МВР. Родител се уште не може да го најде својот син тука што чека пред вашата болница. Значи ние имињата и презимињата ги имаме јавно истакнато и уште синоќа значи точно се знае кои се овде примени, колку луѓе со име и презиме, сите имат документација. Проблем не беа само починатите лица, малце имаше околу идентификацијата, меѓутоа веќе мислам све е познато. Точно, прецизно. Тука се примени во болницата 8 септември 37 лица, понатаму 8 на скопските клиники, 2 во Тетовската болница и една пациентка која што помошта за жал реанимацијата не успеала во Старата градска болница. Дали ноќеска оперирани се некои од пациентите? Имате ли таква? Ноќеска се оперирани 3 пациенти на скопските клиники и една пациентка тука во 8 септември. Уважаеми премиери, имате информации првични која е причината за ова голема трагедија? Значи, вчера истрагата почна, јас информациите ги знам од министерот за внатрешни работи, под раководство на надлежен јавен обвинител, заедно со полициските служби, беше направен увидот на лице место со сите техникали поврзани околу тоа. Возачот беше во свесна состојба, уште вчера се направени разговорите со него, веројатно заради начинот на пристап во истрагата, оставено е приспивање, па ќе продолжат разговорите. Предпоставам дека возачот е лицето кое што може да даде сериозни информации, но и самите повредени, од кога ќе помине првиот бран на главниот аспект, тоа е грижата за здравието на сите, веројатно истрагата продолжува, штом ќе ги соопштат, штом ќе ги заокружат сите неопходни информации, ќе ги споделат со јавноста. Знам дека не само семејствата и на загинатите и на повредените, туку и сите ние граѓаните сакаме информации за тоа што всушност се случило и верувам дека тоа ќе се случи многу брзо. Мене ми е драго што ги видовме овде сите повредени кои што се надвор од животна опасност, дури и оние кои што се на интензивна нега, како што вика директорот на болницата, се во стабилна состојба. Се работи најповеќе за млади луѓе. Се видовме со момче 19 години, со девојче едно кое што е тука и со други млади луѓе. Еден од портпаролите на Евана, портпаролката, е тука во болницата, ве поздравува вас колегите новинарите, таа е во добра состојба. Сите се со надеж дека брзо ќе оздрават и ќе се вратат на своите семејства во нормалниот тек на животот. Стабилна состојба е рано да се не каже, прогнозата е стабилна состојба. А тие се